Почитувани присутни, почитувани медиуми. Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа, службен вестник на Република Македонија број 5/020, службен вестник на Република Македонија број 202/24, член 15 од статут на општина Росман и член 58 став 1 од деловникот на Совет на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06. Председателот на Совет на општина Росман донесува решение за свикување на 8-та седница на Совет на општина Росман. Да свикувам 8-та седница на Совет на општина Росман на ден 12.3.2026 година, четврток, со почеток од 14 часот. За работа на оваа седница согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од деловникот на Совет на општина Росман го предлагав следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, дали некој има забелешка од записникот од 6-та седница на Совет на општина Росман, одржана на 2.2.2026 година понеделник? Повели, колега. 26. Минатата на истиот записник имав реагирав, барав од директорот на Комуналец да ми даде: директоре, дали ме слушаш? Ми реков дека писмено ќе ми известите. Се уште не ми известите. Веќе трет пат ставам и ти барам документи, да ми доставиш под хитно документите. Граничалначе на разно точката ти поставив едно прашање, иницијатива беше за паркинг за Кавадар. Што направивте? Реков дека секоја седмица ќе питувам. Добро, не советнички прашања. Ако не го разно беше. Точката разно ти поставив дека да задолжиме со општина Кавадарци да поднесеш барање. Што направивте? Добро. Тоа беше. Дали друг бара збор по однос на записникот? Повели, директор. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани советници. Почитуван советник Владко Трајков. Точно е дека обаравте писмено, а колку што знаете и знае сета јавност, имавме јавен повик и моментално сам само со еден вработен административен, нема време да го изработам тоа. За тоа наредната недела ќе им те доставено писмено. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Ај на брзина ваче говорам. Само на брзина да одговорам и за тоа прашање. Бев еднаш разговарав со градоначалникот Митко Јанчев, сме на некој позитивен пат тоа да го решиме. Во прва фаза со првиот ребаланс ќе влезе решавањето на пензионерите да се возат бесплатно, да ги користат јавното сообраќајно предпријатие. Во втора фаза ќе разговараме за решавање на паркинг местата. Иако мислам дека со првиот ребаланс можеби ќе влезат средства за решавање на овие проблеми. Затоа ќе биде посериозна сума на средства за кофинансирање. Уште не сме дојдени до средствата, ама сумата веројатно ќе биде сериозна, можеби ќе има и милион денара, зависи како ќе се договориме во однос на сумата, во која сума треба ние да кофинансираме како општина Росман. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, записникот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно, 8 за, поддржани нема, против нема. Во однос на записникот од 7-та седница на Совет на општина Росман, одржана на 6.2.2026 година, дали некој бара збор или има забелешка на записникот од 7-та седница? Доколку никој нема збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Едногласно, 8 за, воздржани нема, против нема. Дневниот ред. Извештај од комисија за верификација мандатни прашања, избори и именување од одржаната седница на ден 12.3.2026 година. Прва точка. Предлог одлука за верификација на мандат на член на Совет на општина Росоман. Свечена изјава од член на Совет на општина Росоман. Втора точка. Предлог решение за разрешување и именување на член на комисија за верификација мандатни прашања, избори и именувања. Трета точка. Предлог решение за разрешување и именување на председател на комисија за еднакви можности. Четврта точка. Предлог решение за разрешување и именување на член на комисија за здравство, социјална заштита и заштита на деца и јавна безбедност. Пета точка. Предлог решение за разрешување и именување на член на комисија за статут и прописи. Шеста точка.
годишен извештај за реализација на програма за социјална заштита, заштита на деца и здравствената заштита за потребите на граѓаните на општина Росуман 2025 година. Архивски број 12-201/1 од 26.2.2026 година. 7 точка. Годишен извештај за реализација на програма за изградба, реконструкција, заштита и одржување на локалните улици и патишта и комунална изградба во општина Росуман за 2025 година. Архивски број 12-200/1 од 26.2.2026 година. 8 точка. Завршна сметка на буџет на општина Росуман за 2025 година. 9 точка. Годишен извештај на општина Росуман за 2025 година. Архивски број 05196/1 од 25.2.2026 година. 10 точка. Завршна сметка за 2025 година. ЈОУДГ Праскичка Росуман. 11 точка. Завршна сметка за 2025 година ООУ Перетошев Росуман. 12 точка. Годишна сметка за 2025 година на ЈПКД Росуман. 13 точка. Годишна завршна сметка за 2025 година на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Архивски број 0225/3 од ден 4.2.2026 година. 14 точка. Извештај годишен за финансиско работење на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за период од 1.1.2025 година до 31.12.2025 година. Архивски број 0225/2 од ден 4.2.2026 година. 15 точка. Одлука за покривање на материјална и нематеријална штета и процесни трошоци во судските постапки и постапки за медијација против ЗЈП стационар Шепа Кавадарци за надомесна штета како последица од каснување на бездомни куќиња за период од 1.1.2026 година до 31.12.2026 година. Архивски број 0218/4 од ден 28.1.2026 година. Донесена од управен одбор на ЗЈП Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. 16 точка. Одлука за утврдување на вредност на бодот за исплата на плати на административните службеници во заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за 2026 година. Архивски број 0218/3 од ден 28.1.2026 година. Донесена од ВД директор за заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. 17 точка. Одлука за утврдување на вредност на бодот за исплата на плати на даватели на јавни услуги и помошно-технички персонал во заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за 2026 година. Архивски број 0218/2 од ден 28.1.2026 година. Донесена од ВД директор на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. 18 точка. Предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеност на подрачјето на општина Росуман од сите ризици и опасности. 19 точка. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на Управниот одбор на ЈПКД Росуман. 20 точка. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на избор на членови на Управниот одбор ЈПКД Росуман. 21 точка. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на надзорниот одбор на контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД Росуман. 22 точка. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на избор на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД Росуман. 23 точка. Предлог одлука за резервните средства за експропријација во буџетот на општина Росуман за 2026 година. 24 точка. Предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Росуман за 2026 година. 25 точка. Разгледување на барања од физички и правни лица. Дали некој бара измени и надополнување на дневниот ред?
Почитувани советници, поради ИТОС барам 26-та точка, мислам дека беше, да се метне кофинансирање за проектот Чиста и уредна рурална средина преку набавка на контейнери за општина Росоман. Исто така ургентно пристигна уште едно барање од страна на лице за кој ќе се метне во барање од физички лица. Итноста е поради операција. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Ватко. Како последна точка, советнички прашања, 27 советнички прашања. Дали друг бара збор по односно дополнување на дневниот ред? Доколку никој не бара збор, го ставам на гласање предлогот на градоначалникот. Кој е за? Едногласно 8 за, воздржани нема, против нема. Како 27 точка, советнички прашања предлогот на колегата Владко го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно 8 за, воздржани нема, против нема. Оваквиот проширен дневен ред го ставам на усогласување. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. Извештај од Комисијата за верификација мандатни прашања, избори и именувања одржаната седница на ден 12.3.2026 година. Го повикувам председателот. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, колеги советници, почитувана јавност. Врз основа на член 44 од статут на општина Росоман, член 6, член 10 и член 122 од деловникот на совет на општина Росоман, службен гласник на општина Росоман број 7/06, Комисијата за верификација мандатни прашања, избори и именувања на одржаната седница на ден 12.3.2026 година во совет на општина Росоман го доставува следниот извештај. Седницата на Комисијата за верификација мандатни прашања, избори и именувања се одржа во просториите на општина Росоман, салата за состаноци, на ден 12.3.2026 година со почеток во 14 часот. На седницата на комисијата присуствуваа председател Оливер Петров и членовите Весна Јаневска, Јовица Стошич и Владко Трајков. Комисијата разгледуваше една точка на дневен ред и тоа: предлог одлука за верификација на мандат на член на совет на општина Росоман. Во однос на утврдената точка на дневен ред, врз основа на известувањето од Општинската изборна комисија, архивски број 11.203/1 и по преглед на уверението за избран член на совет на општина Росоман со број 11.204/1 од ден 9.2.2026 година, издадено од страна на Општинската изборна комисија Росоман, Комисијата за верификација мандатни прашања, избори и именувања констатира и предлага верификација на мандат на член на совет на општина Росоман, и тоа Рената Тасева. Комисијата предлага совет на општина Росоман донесе одлука за верификација на мандат на член на совет на општина Росоман. Благодарам. Благодарам. Предлогот од Комисијата за верификација мандатни прашања, избори и именувања го ставам на гласање. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. Прва точка. Предлог одлука за верификација на мандат на член на совет на општина Росоман. Го повикувам ново избраниот член да даде свечена изјава како член на совет на општина Росоман. Јас, Рената Тасева, свечено изјавувам дека правата и должностите на член во совет ќе ги вршам совесно и дека при нивно вршење ќе ги почитувам уставот, законот, прописите и советот и дека ќе ги штитам уставниот поредок на Република Македонија. Ви благодарам. Честитки. Втора точка. Предлог решение за разрешување и именување на член на Комисија за верификација мандатни прашања, избори и именувања. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја става на усвојување. Кој е за? 9 за.
Воздржани нема, против нема. Трета точка. Предлог решение за разрешување и именување на председател на комисија за еднакви можности. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката е става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Четврта точка. Предлог решение за разрешување и именување на член на комисија за здравство, социјална заштита и заштита на деца и јавна безбедност. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката е става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Предлог решение за разрешување и именување на член на комисија за статут и прописи. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката е става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Годишен извештај за реализација на програма за социјална заштита, заштита за деца и здравствена заштита за потребите на граѓаните на општина Росома за 2025 година, архивски број 12-201/1 од 26.2.2026 година. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја става на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Годишен извештај за реализација на програма за изградба, реконструкција, заштита и одржување на локалните улици и патишта и комунална изградба во општина Росома за 2025 година. Архивски број 12-200/1 од 26.2.2026 година. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Повели колега Ристо. Поштувам колега Задлар на Сојот, поштувам началник, поштувани колеги советници, поштувани гледачи на КТВ телевизија. Значи, ова годишен извештај за реализација на програмата за изградба на реконструкција на заштита и одржување на локалните улици и патишта на комунална изградба во општина Росома е донесена за 2025 година од бившиот совет и градоначалник на општина Росома, а градоначалникот сегашен. Мислам дека треба да му се извине на тогашните советници кои гласа за изградбата на овие сите програми, кои гласа за системизацијата на за вработување во општината, затоа што после сите тие гласина беа нарекувани предавници на ВМРО. И затоа градоначалникот прво би замолил да се извините на тие, а годишното извештај ќе оде понатаму. Ви благодарам. Дали друг бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? да се извинеме. Ај скратна пауза. Ако мислите, почитува советниче, ова говорица служа за подсмев и за зафрканција, продолжите овака. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Се снима и ве замолувам не дофрлајте од место. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, седма точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Осма точка, завршна сметка на буџет на општина Росома за 2025 година. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, осма точка од дневниот ред е... Повеќе. Пак јас би била кратка само да ги сумирам најбитните податоци од завршната сметка. Најпрво да кажем дека буџетот на општина Росома за 25 година беше донесен на 48-та седница на Советот на општина Росома, одржана на 30.12.2024. Во текот на 2025 година се донесени 3 одлуки за изменување и дополнување на буџетот на општина Росома на 2025 година. Првиот слајд се однесува на вкупните приходи и расходи, планирани и реализирани во рамките на консолидираниот буџет на општина Росоман. Гледаме дека приходите, значи, процентот на реализација на приходите, зборувам за консолидираниот буџет, изнесуваат 81,04%,
додека расходите се реализирани во процент од 79,65%. Што сте следниот слайд? Следниот слайд е преглед на текот на оперативните и капиталните приходи и расходи на основниот буџет на општина Росома за 2025 година. Во приходниот дел, текот на оперативните приходи, процентот на реализација на текот на оперативните приходи изнесува 65,14%, капиталните приходи се со реализација од 76,79%. По расходниот дел, текот на оперативните расходи се реализирали во процент од 75,5% и капиталните расходи се реализирани на износ од 61,86%. Овој слайд ги прикажува вкупните приходи, односно на кој начин, по кои основи општина Росоман ги прибавува приходите во незиниот буџет. Тука спаѓа даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи и трансфери и донации. Даночните приходи, во кои што спаѓа данок од добивка, даноци на имот, такси за користење или дозволи за вршење на дејност, од планираните 15.317.000, реализирани се 14.608.896 илјади, односно 95,38% реализација. Неданочните приходи, во кои што спаѓаат судски и административни такси и такси на доместоци, се реализирани во процентуален износ од 61,46%. Капиталните приходи, во кои што спаѓаат продажба на земјиште и нематеријални вложувања, се реализирани во износ од 76,79% и трансфери и донации од други нивоа на власт се реализирани во износ од 55,31%. Значи, кажавме дека вкупните приходи во буџетот, во основниот буџет на општина Росоман се реализирани на износ од 67,78%. Следниот слайд е сметка самофинансирачки активности, каде што предвидени приходи во буџетот планирани 3.858.000, реализирани 1.978.674, односно 51,29%. Следно, мислам дека беа дотации 64.600.000 планирани, 64.111.905 реализирани, односно на сметката дотации се реализирани 99,24% од планираните приходи. Сметка донации, процентот на реализација на оваа сметка изнесува 93,79%. Тоа што се однесуваше на приходите, значи процентот на реализација на приходите на буџетот на општина Росоман. Христо, можеш да одиш следна? Да, расходи. Овој дел се однесува на расходите и процентот на реализација на расходите на основниот буџет на општина Росоман. Расходите, значи во вкупен износ се реализирани на 67,78%. Расходите на буџетот се поделени на плати и наемнини, резерви и недефинирани расходи, стоки и услуги, каматни плаќања, субвенции, трансфери, социјални бенефиции, капитални расходи и отплата на главница. Платите и надоместоците, значи за плати во кои што спаѓаат основните плати на општинска администрација и градоначалникот, се реализирани во процентот 91,16%. Стоки и услуги во кои што спаѓаат комунални услуги, грејење, комуникација, ситен инвентар, тековни расходи, привремени вработувања, договорни услуги се реализирани во процент 62,65%. Каматните плаќања кон домашни кредитори предвидени 60.000 денари, реализирани се 45.438, односно 75,73%. Субвенции, трансфери, односно трансфери до невладини организации, од вкупно планирани 7.776.900, реализирани се 5.536.771 денар, односно 71,19%. Социјалните бенефиции, односно социјалните надоместоци, предвидените 585.000, реализирани 458.603, односно 78,39%. Капиталните расходи од планираните 46.111.258, реализирани 28.523,
725, односно 61,86% на вкупна реализација. И последната ставка е отпада на главница, каде што било планирано 174.000 за исплата, исплатени се реализирани 156.730, односно 90,07%. Другите податоци вие си ги имате во завршната сметка, разчленети по конта, доколку има некои дополнителни прашања, тука сум ќе ви одговорам. Ви благодарам. Дали друг бара збор по односно ова Едно точка? прашање до вработените во оддел за финансии. На само финансирачката сметка таму планирани 3.600.000, а прибран 1.800.000. Дали има увид кај е потврдено во прибирање на финансиите на буџетот? Само финансирачките активности се сметката, вашата сметка на градинката, така да Не, пошто планирани се 3.600.000, собрани се сигурно не само тие, сигурно се планирали повише приходи да влезат во буџет на општина Росман. тоа не е во буџетот на општина Росман, тоа е во буџетите на градинката на училиштето. Добро. Да. Благодарам. Финансирачката активност, Благодарам. ние ги имаме само основниот буџет го имаме ние. Дали друг бара збор по односно ова точка? Повели колега Јовица. Почитуван градоначалниче, почитуван председателя, почитувани медиуми, почитувани колеги и советници. Вака сега имам прашање за оваа точка, дали општината е задолжена, што ви каже градоначалникот, и докога е задолжена да ми кажете колку е задолжена, и ако е задолжена, зошто се примат вработувања уште во општината. Вот лично ми имате кажано дека претходниот градоначалник многу вработени имал, а вие ги дуплирате. Сега че мало нови вработувања. Благодарам да се држите до содржината на точката од дневниот ред. Благодарам. Повели. Не знам зошто се фаната за во еден момент не сум рекол дека има премногу вработено општина Росовар. Општина Росовар е се уште една од општините која што има вработени некаде на граница под просекот, колку што треба да има. Сите околни општини кои што имаат државни службеници се повработени од нас, односно поголем процент од повратот од ДДВ оде за плати. Ние како општина Росовар се уште сме во рамките на стабилност. Не сме превработени, недостига кадар во општина Росуман и недостига уште повеќе. Дај Боже да имаме што повеќе образован кадар да можеме да примеме, затоа што недостигаат многу клучни позиции, комунален инспектор, градежен инспектор, правници, економисти. Секогаш ќе фалат тие кадри и дај Боже да ги имаме млади кадри во нашата општина кои што ќе може да влезат да работат. Во делот на задолженоста на општина Росуман, јас кога дојдов градоначалник, спецификацијата за долг на општината беше околу 28-29 милиона денара и како што гледате дека реализацијата на буџетот е 55 милиона денара, а долгот на општина Росуман беше 28, во моментот по спецификација долгот е околу 21,5 милион денара, со комплетирани сите завршни ситуации во моментот кои што се реализирани на територија на општина Росуман. Во меѓувреме добро ни оде приливот и собирањето на средства, но веднаш правиме и расходи, се плаќаат долговите, но има една чудна позиција каде што има доста фактури кои што воопшто не се внесени во книговодство, односно воопшто не се стигнати до нашиот оддел, односно одделение за финансии. Тоа се прилично голема количина на фактури кои што не достигаат. За сите тие сме во комуникација со фирмите, веќе една од фирмите е Црна река Петрол, која што ни достави негде околу 100 неплатени фактури во периодот 2021, 2022, 2023, 2024 година. Со чудни шофери, чудни плаќања кон чудни луѓе. Еве да истакнам, има едно лице активиста на политичка партија од Кавадарци со иницијали ПБ, си ставал гориво, си идел редовно на бензинска пумпа и фактурите ги нема во книговодство. Има и од наши советници, има дури од председателот на совет кој што фактури не достигаат во книговодството. Има од градоначалникот бивши, има од сите. Ако сакате ќе ви ги дадам на увид да видите и да проверите дали во нашата книговодствена евиденција има такви фактури кои што биле доставувани изминатите 4 години. Тоа е бројна сума, еве и адвокатски услуги, се склучиле некои штетни договори кои што сега ни прават штета од над 12.000 евра на буџетот на општина Росман. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор по однос на оваа точка?
Ама да не гледам на говорница. Врска, тоа не би се застарени долгови, зошто би имале вие обврска сега да ги покриете? Оградите со тоа, ако веќе не ви ги доставиле на време. Не знам, не ми е... Вака, доколку постои можност да не се повикаме на застареност, ќе се повикаме на застареност. Правно тоа ќе го разгледаме како е, но ве уверувам дека се стварно многу фактури кои што кај нас во книговодство ги нема, кај нив ги има во нивното книговодство. Ние побаравме од нив листинзи на шофери кои се подписници на тие испратници, тие не доставяјќи и побараме да видиме дали се подпишани од страна на било кое лице кое што е овластено во тој момент да подпишува испратници и фактури во овие фирми. Ѓорѓе, значи не може некој да сега ќе отидам на министар и ќе речам ај на општина Росмар да фактура направи. Може ли да ја приеме и општина Росмар? Во моментот не. Па не ги приеме, си ги најдеш кои се тие. Али има доста овластени. Не зборувам, значи има и тука и многу постари фактури, 7-8 години, не фактури, тоа се испратници. И ние ја немаме испратницата кај нас, значи тука имаме 2017-2018, оние врз основа на неколку испратници ни прават фактура. А ние, например, кај нас во финанси некои испратници ги немаме. Кој точел гориво, кој се подпишува. Чекај сега, некој наточил, некој, сега може да му текне на секој еден, да отиде и да рече да подпишам. Ај вака еден појде на говорница, ако може. Повеле колежа. Дали има точно определено кој може да тура гориво, дали претходниот мандат имало на бившиот градоначалник, кој може да тура гориво? Значи тие треба да се прифанат фактури. Значи ако се подпишани од некое лице што не може да ги прифаниме тие. Треба да се одговори дека лицето не е соодветно, нема на пример полномошно да става гориво. Ви благодарам, колега. Дали друг ва разбор? Повели колега Ристо. Може става. Ќе одговорам после го најдем сега. Баш тоа подразно се развидува сега. А му реков да се држа до содржињето на точките од дневниот ред. Добро, ова е точка. Доволно разно. Гранчанче, во минатиот состав, мислам, минатиот мандат беше донесена за изградба на водоснабдување во општина Росман, докаде е поставката со овој дел, дали сте во тек и дали ќе почне побрзо изградбата за водоснабдување на општина Росман од делот на Кошевица. Колега, во советнички прашања, ќе ве замолам да поставите прашања. На брзина само. Што ти збориш? Ова кај да Ристо ќе одговора после. Нема за тие проекти е изработен урбанистички проект и тоа е долго опсежна фаза. Јас што мислам дека наредната една година нема да го обезбедиме тие линиски урбанистички проект кој што е за тоа водоснабдување. Уствари цело време се викало дека сега ќе почне сега, без урбанистички проект нема реализација на тој проект кој што е реализиран. Плюс и самиот приклучок оден из приватни дворови тука кај што луѓето не се согласуваат таму да се изведе приклучокот. Тоа е кај Гркот кај што е тука. Инаку во делот на фактурите, ово е списокот на фактури од 2022 до 2024 година кои што не се платени. Со име на шофер, со регистрација на возило и со се. Ако сакате да ја погледнете, ја ќе ви ги пуштам. Има ли лице? Има лица и кои што не се вработени воопште воопште. Дали се ополномоштени да подпишуваат? Не знам. Ова не е случено во моје време. Дали се патон на навок или? Тоа треба да провериме затоа што ги немаме фактурите, ово е само листник со име, презиме на шофер, колку наточил гориво. Чекај нека донесе документи со без. Ние судиме, само прešutуваме. Питана Нека форма. донесе документи, ќе видиме кој е што е и готово што сега само Кажаме кој што е. Питана форма. Дали истите лица имат полномост да стават гориво? Секој еден може да му текне да си стави гориво на општина. Немат полномошти. Сега не може, ви уверувам дека е тоа така. Бара тој 2018, зошто чекале, например, до сега? Зошто тие не ги побарале? Па ти имале интерес, за тоа не ги доставиле. Сега немате интерес, не може да прават што сакат, за тоа е тоа. И ајде се, ајде. Ви благодарам. Дали друг бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 8 точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за, воздржани, 1 воздржан, против нема. 9 точка. И годишен извештај на општина Росман за 2025 година, архивски број 05196/1 од 25.2.2026 година. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 7 за, воздржани, 2 против, нема.
Завршна сметка за 2025 година на ЈОУДГ Праскичка Росума. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку Чекајте, јас сум директор, да видиме како е изработила 2025 година. Проблем, знам дека не е проблем. да, повели директорки. Ако да чуат луѓето како што се работело, завршна сметка. Почитуван градоначалник, почитуван член, председател на Советот, медиуми, граѓани на општина Росома, советници и почитувани колеги директори. ЈОУДГ Праскичка, јас како ръководител на ЈОУДГ Праскичка, ќе ви известам следното, дека ЈОУДГ Праскичка има две сметки, и тоа самофинансирачка и сметка на редовна сметка или блок дотации. Во финансирачката сметка имаме вкупен приход од 1.297.385 000 денари, разходи имаме 1.051.182 денари. Оваа година ја завршивме како и секоја со добивка, не мислам домаќинско работење како да кажам, од 246.203 денари. И покрај тоа што месечната претплата и понатаму кај нас се не минимално, како досега 1490, за разлика од други општини на ниво на државата имаат зголемување. Како што можете да видите во биланс, во завршната сметка, дека најголем број од средствата се потрошени за храна, за хигиенски средства. Минатата година нешто имавме доплата за електрична енергија и водовод и канализација, меѓутоа оваа година тоа не беше случај. Што се однесува до редовната сметка или донаторската сметка, имаме приходи 9.968.162 и толку имаме потрошено, од кој голем дел 5.970.825 ни се за плати, 2.314.530 се за придонеси, 173.194 ни се за регрес за годишен одмор за вработените. Имаме за електрична енергија 163.493 денари, водовод и канализација имаме 94, пошта 3.504, телефон и интернет имаме 25.427 и да нагласам дека јас и предходно моите колеги и јас службен телефон немам до моментот и не користам. И како и секоја година мораме да го обезбедиме грејењето за градинката. Имаме набавено нафта од 413.239 денари. Од 423 имаме платено дел за канцелариски материјал. Имаме оваа година вработените добија нови униформи, нови обувки. Како и секоја година настојувам да ја обновам постелнината. Дел од средствата имам потрошено и за прехранбени продукти и пијалоци. Дел имам потрошено за средства за одржување на хигиена. Тука спаѓаат и посебно ми се набавувани средствата за машините, бидејќи тие не користат средства што ми се по тендер. Исто така во други материјали имам обновено, неколку радијатори беа при крај. Тоа се радиаторите во купатилата, што се однесува во делот на одржување на згради. Имав дефект на водоводната линија, главната водоводна линија што не е приклучена. Имам санирано венецијанките, дел од венецијанките за во сите занимални кои што беа најмногу оштетени беа заменети. Го променив ламинатот во постоечкиот дел.
Исто така дел од средствата се употребени и за одржување на котелот, бидејќи знаете сите дека ние сме поврзани со училиштето и одржувањето на котелот што е за што го користиме ние, дел од средствата ги покриваме и ние. Секоја година, тоест годишно 2 пати, мораме да редовна дезинфекција и дезинсекција да направиме на објектот. Исто така, одржување на софтверска и хардверска, тука имаме подновено принтер кој беше необходен и ни е платено одржувањето на програмот со кој што функционираме. Исто така, имам набавено од другите конта осигурување како и секоја година, и оваа година беше осигуран објектот. Вработените секоја година одат посетуваат систематски преглед и санитарен здравствен преглед. Што се однесува на семинари и конференции, на 3 години морам да посетуваат обука за заштита при работа од Технички институт Неготино. Објавување на огласи имам само објавување на дело што се однесува за тендери. Имам тендери за нафта, за храна, за хигиенски средства и имам набавено клими. Климите се за новиот дел. 2 клими имам набавено по тендер, исто така имам набавено и 2 телевизори, од кои едниот за постоечкиот објект, едниот за, се надеваме дека ќе профункционира напрезно новиот. За во занималните, како и секоја година, и оваа година набавив нешто дидактика, тоа се ликовни капчиња за дечињата и литературни капчиња. И имам набавено столици за вработените. Во последен момент ми откажа и соларот, набавив и солар. Мислам дека све што можев, колку што можев, набавив, створив. Ако некој нешто посебно го интересира за некое конто, може да ме праша слободно, затоа што сметководството, се што се однесува околу работењето канцелариско во нашата институција, го обавувам јас. Ви благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 10-та точка од дневниот ред е ставено во согласување. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 11-та точка. Завршна сметка за 2025 година на ООУ Пере Тошев Росума. Дали некој бара збор по однос? Директорка да образложе. Повели директорке. Почитуван председател на совет, почитуван градоначалник, почитувани советници, присутни. Пред вас е завршната финансиска сметка на училиштето, на основното училиште Пере Тошев Росоман за 2025 година. Ова завршна сметка се однесува на периодот кога со училиштето раководеше претходниот директор, но денеска јас како актуелен директор ќе ви ја презентирам накратко. Сметката е изготвена врз основа на официјалната сметководствена документација и ги содржи сите законски пропишани елементи, приходи, расходи и состојба, како и обврски. Училиштето располага со 2 сметки, 903 и 787, од кои 903 е средства од државен буџет. Она што било вкупен приход 52.787.058 денари, од кои што реализирани се 52.058.098 денари. Останати неупотребени средства се 728.960 денари. Што се однесува до само финансирачката сметка 787, приходи 928.241 денар, од кои што расходи имаме 927.492 денари. Остаток, односно оно што е останата, е 749 денари. Малку подетално доколку сакате,
за што е потрошено од контото 401. Основни плати и надоместоци во кои што спаѓаат други вработени, платите данок на доходот плата, данок на доходот на надоместоци, вкупно потрошени 30.996.351 денар, придонеси за социјално осигурување од работодавачите 402 конто, 12.031.955 денари, надоместоци за годишен одмор 816.552, конто 420 патни и дневни расходи, потрошено 42.900, 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт. Овде спаѓа електрична енергија, водовод и канализација, џубрарина, дрва, пошта и така натаму. 2.168.031 денар. 423 ситен инвентар, алат и други материјали за поправки. Вкупно 871.000. Овде спаѓа канцеларски материјали, списанија, весници, униформи, обувки, прехранбени продукти, пијалци, наставно образовни помагала, средства за одржување на хигиена, материјали за разни поправки и ситен инвентар. Што се однесува до контото 424, поправки и тековни одржувања, 1.720.877 денари. Овде се однесува на одржување на згради, од кои што поголема сума се 681.406 и услуги за обезбедување на објекти 767.650. Дезинфекција, дезинсекција, одржување на други градби, поправки од одржување на софтверска и хардверска опрема, машини и слично. Договорени услуги, конто 425, 1.252.833. Ова конто, сумата на ова конто се зголемува со превозните услуги во образованието, тоа е превозот кој што го користиме. Конто 426, други тековни расходи. Потрошено 171.353. Разни трансфери, конто 464, 636.937 денари, купување на опрема, канцеларска опрема, опрема за грење и климатизација и други видови на опрема, вкупно 343.23 денари. Други градежни објекти 700.000 денари и купување на мебел, опрема, возила и машини, вкупно 306.266 денари. Тоа е за буџетската сметка 903, 787 како што спомнав, приходите се 928.241, расходите се 927.422 денари, од кои што имаме остаток. Доколку нешто друго ви интересира, ви стојаме на располагање. Благодарам. Дали друг бара звук поднес на оваа точка? Повеле колешки. Почитуван градоначалник, представач, советници и медиуми. Јас би спаднав на говорница не дека ме интересира, а бев во училище и подетално разгледаме и таму поддржав гласав. Сега да се оградам дека не можам да гласам од судир на интереси. Едино имам една забелешка до градоначалникот и до претходната директорка. Сами сте свесни дека беше периодот многу краток за трезорот, затварање и се. Ние ажурно и брзо изреагираме едногласно, а поддржаме приливот на пари што стигна од централа. Сега немој да ме фаќате за збор, јас точно не од која ставка. Ме интересира, ако бил краток периодот додека да се затвори трезорот, да се искористат средствата за тендери и да се потрошат негден, мислам дека можеше да се затворе долгот према фирмата од кај што се хранеа учениците, за да не се збие сето тоа на учениците да останат без храна. Тоа беше моето видување и мојата сугестија и да се оградам од гласањето да нема судир на интереси.
Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Почитувана советничка Весла, се согласувам со вас, исто и од мене беше иницијатива тогашната директорка да успее на некаков начин да го плати долгот што е кон фирмата, но не се случи тоа. Ви каже дека нема можност тоа да се плати, иако од други страни има информации дека тоа веќе го прават другите општини, остана така и долгот се уште стое. Сега имаме побарано план да почнеме како општина да ги чистиме наредниот период и за да можеме во наредната учебна година пак да вратиме назад храна за дечињата да има. Така да се надевам дека во најбрз временски рок ќе успееме после планот да веќе почнеме да го чистиме долгот, затоа што веќе од фирмата имаме нетрпение да година и пол не чекат за долгот кој што беше направен околу 1.400.000, сега сме некаде околу 1 милион, мислам дека е долгот. Така да теколно ќе ги префрламе парите на школото да ги плате на фирмата избрана за да го изведува тој тендер. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели директор. Аз се извинувам, заборавив бидејќи претходно било гледајќи претходната седница незавршна сметка. Неплатени обврски спрема добавувачи 405.149. Така да планираме во наредниот период да најправично да се подмерат овие долгови. Ако нешто дополнително друго ви интересира. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, 11 точка од дневниот ред ја ставам на согласување. Кој е за? 4 за, 5 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека точката е усвоена. 12 точка. Годишна сметка за 2025 година ЈПК да Росуман од Росуман. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Повели колега Ристо. Сам директор да образложам. Прво директор, сега ќе да кажеш нешто или јас да го наша прашам да просто ќе оставам таму по бележањето што разговара. Имам неколку ставки што не ми се јасни тука во комуналното предпријатие. Најдоле загуби кои се однесуваат на неконтролирано учество. Кои се тие загуби? Број 263. После тоа имаш загуби за годината 1.398.980 динара. Од тие загуби, значи, едната, ако се работат за претходна година, имате 2.279.000, сте намалили на 1.398 динара. Ще го оставам ова тука обележано после да видиш што се работи за како што е обележано. Трошци за суровини и материјали. Од 310.600 динара паднало на 175.906 динара. Имате материјал за чистење и одржување 27.377 од 42.000. Надале, потрошили резервни делови и материјали за одржување 276.999 динара. Транспортни услуги во земјата. Не знам со кое возило, че сакам да ми објасните какви се тие транспортни услуги што ги вршите вие во комунално предпријатие. Премии за осигурување на имот. Значи имате 33.000, а сте намалили на 25.000. И останалите троши за работење 755 од 1.061.450 динара, загуба од 1 милион. Повеќе колку ви спајате, 2.694 динара. Дали е тоа точно или, пошто вие не сте сега директор, бивши директор треба да го објасне, ама ќе можете ви. Ви го оставам во тука или? Осте го. Тука можеш да си читаш во два и си вртиш. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели директор. Почитувани советници, почитуван советник Ристо Јошев, припитејќи ја не бев тогаш директор, за да објаснам, ако давате шанса да дојде тука Гоцев да га објасне најубаво како било што било.
Значи Јаце, ти си директор, ти ги Не, се да, да за- објасниш. Океј, јас само прашав дали може да објасне човекот што раководел тогаш. Ако не. Ако даеш, добро, ако не даеш некој... Да, тоа викам, ако не, минусот... да не сгрешам да најубаво ако не нека дојде он, ако не писмено да ти ги одговорам вие. Аз се нека чуе народот што се ќе објасни програм. Завршна сметка имаш минус. Дали е минус предпријателот или не? Минус. Предпријател. Значи тоа јас ќе го кажам точно, така? Минус, да. Доволно, не треба да правиш. Сметам дека директор треба да објасни да слуша народот колку е минус, каде, Океј. колку приходи има предпријатието. Значи, приходи во работењето. Претходната година било 14 милиона 457 890, за тековната 15 милиона 321 021 приходи од работењето. Приходи од продажбата, тоа се сметките што наплаќаме. Претходната година било 13 милиона 392 908, тековната 12 милиона 447 329 денар. Останати приходи, тоа се јавна чистота, што наплаќаме на општината, багерот што работел кон приватни и останати услуги. Претходната година било 1 064 982, а тековната 2 милиона 873 692 денари. Расходи од работењето, тоа се трошоците. Претходната година било 16 милиона 721 477, тековната 16 милиона 719 051. Договорците на дело, тоа се останати трошоци за работењето. Претходно 4 милиона 137 846, тековната 4 милиона 226 544 денара. Платата, тоа е трошоци на вработените, конто 213. Претходната година била 7 милиона 618 597, тековната 8 милиона 423 312. К15 или регрес, тоа се останати трошоци на вработените. Претходната година било 296 108, тековната 606 били исплатени. Амортизација на материјални и нематеријални средства. Претходната година 1 168 204, тековната 1 168 204 исто. Останати услуги, расходи од работењето, претходната 21 248, тековната намало ништо. Финансиски расходи 15 765, тековната 946 денара. Загуба од редовното работење. Претходната година било 2 милиона 279 352, тековната 1 398 983. Исто така добивка или загуба за период, тоа е многу битно. Лани била минус 2 милиона 279 352. Тековната е намалено на 1 398 980, на минус 1 398 983. Значи минусите намалено. Тоа ще прашам само за превоз, што превоз за тоа? Чекай само да видим. 30 за негде напишано, сега до негде. Неконтролирано учество. Можете ли снайдете? Да, да, За средина да имаш напишано, како превозот ти изврши? 60 Кој конто? Кој конто само да не може да види? Ако имаш кај 680. Транспортни услуги во земјата, тоа ли? Да. Транспортни услуги во земјата. Тоа е во претходната година, 66, во тековната няма. Што транспорт изврши? 2024. Транспорт изврши негде, превоз на нешто. Ма не е во 25-та, тоа јаш го Кој за 20-та, кој што е 10-та? Па ви сте биле председател. Тука е. Што сум бил председател? Ја да не знаеш кој га е возил. И ти си председател, знаеш што работи, не знаеш. Па човек, за пред 2 години тоа, не за вас заврши свет. Мене за вас, мене за вас, кривише приведе за 2016 година, што правиш тоа? Што гледаш? Па, за кривише. Не знам, не ако може да ти објаснам. Поднесена одлука, мене кривише приведе година. 16-та. Па како? Каде работи на 16 година. Добро. Чим да знаеш, не можам помниш. Дали друг барат тоа? Ово или коле? Слободен. Ти знаеш. Јас се извинувам. Како почетник, нели прва година сум
во Советот, а и не сум по професија економист, меѓутоа едно лаичко мое видување. Направив дома една паралела. И во самиот наврат сегашниот директор ми го даде одговорот на моето прашање прво, заради тоа што кажа дека се оскудни со вработени и исто тоа што зборуваме за нешто што за тие период он не беше. Значи од тие причини од него не барам објаснување, само сакам едно друго. Еве завршната на праскичка. Сето комплетирано, колку и да не разбираш, можеш да видиш на секој лист печат и подпис. На едно јавно предпријатие во Централен регистар завршната оскрбна со 3 листа, само загубата забележав и има само печатки што нема подпис. Значи, според мене тоа не е нешто не штима. Може би во наредните 15 минути друга е доставена во Централен регистар. Мојот став го знаете и од претходно, а да се навратиме назад на третата седница. Значи, не барам објаснување од директорот, само тука нешто смрде. Бараме ревизија и завршна комплетна. Ви благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Говори колега. Директоре, имам сознание дека се примат вработени во Комуналец, во службата. Комуналец е, сами кажате дека е во загуба. Како ќе ги плачите вие тие вработени? Воата поскапиме за да го вратиме Комуналец, нели, на нормала. Не ми е јасно како ќе плачите тие вработени доле. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Ја, кратко е сакал. Почитувани советници, во однос на комуналното најмногу дискутираме, иако според мене треба најмалку да се дискутира за комуналното, од причина што комуналното е вистински сликата на нашата општина. Пред се вработувањето во комуналното, мислам дека сега директорот е во постапка за ангажирање на правник. Претходно имаше ангажирано правник кој што беше ангажиран на сосема друго работно место со средно, може и со основно образование да беше. Истиот испадна од јавното комунално предпријатие и премина во управата за јавни приходи. За таа потреба е ангажирано ново лице преку агенција за превремени вработувања, мислам дека ќе биде, да ги покрива правните работи, бидејќи комуналното предпријатие функционира само со еден вработен кој што е во делот на канцелариите и е речиси невозможно да функционира, затоа што сега веќе имаме систем за наплата таму, кога ќе отиде вработениот што е во финансии на одмор, на болување, на било каков начин, веќе комуналното нема како да функционира и нема луѓето како да си ги платат своите сметки. Во делот на другите вработувања, тоа што се луѓето кои што чистат, треба би име среќни се дека има луѓе кои што сакат да работат во комуналното и да чистат. Бидејќи како што да работат, ќе снемаме такви луѓе, не знам кој ќе ја одржава хигиената. Сега за сега се грижиме со тие луѓе да ги задржиме, да ги задоволиме. Сега со покачувањето на платата кој ќе биде во март, ќе предонесе и повеќе да имат приходи, додека исто така и во однос на билансот, односно на завршната сметка, приходите од работење некаде се околу 15 милиона и 300. Јас кога дојдов градачалник малку затекнав една незгодна ситуација каде што една општествено одговорна компанија ни помогна за да го стабилизираме комуналното предпријатие. Но во разговори со тогашниот директор, но и со новиот директор, зацртавме на цел некаде комуналното дека треба наредните години да дојде до буџет од некои си 23-24 милиона денара за да можеме да бидеме рентабилни. Главен фокус ќе удриме наредниот период на комуналното, да и никако општина да му помогнеме на комуналното. Џабе се расправаме и со сегашниот и со бившиот директор, бидете среќни што има такви луѓе што сака да ја преземат таа функција. Директор на комуналното е 3 пати потешка функција од да бидеш градачалник на општина Росово. Наредниот период ќе набавиме цистерна, ќе набавиме за кастрење машина со пили, нов мулчер, рака која се монтира на тракторот,
Во постапка сме за од општина Кавадарци да преземеме цистерната за едно 15 дена треба да се комплетира, да направиме едно убаво комунално предпријатие во Росово. Благодарам. И благодарам. Дали друг ба разбор? Доколку никој не ба разбор, 12 точка од дневниот ред е оставено на усвојување. Кој е за? 4 за, воздржани? 4 воздржани. Констатирам дека точката не е усвоена. Преминуваме на 13 точка. Годишна завршна сметка за 2025 година на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство, стационар Шепа Кавадарци, архивски број 0225/3 од ден 4.2.2026 година. Дали некој ба разбор во однос на оваа точка? Ајде, директорке, ај си тук, ја. Повели директорке. Најкратко. Тука е Петар од нашите. Почитувани советници, председателе, почитуван градоначалник, значи заедничкото јавно предпријатие за 25 има приходи од 10.813.051 денар, од кои што за факторирани заловени кучиња и третирани 1.982.616 денари, а по основа на дотација од општините основачи 8.824.930 денари. Од тие расходи имаме 10.554.960 денари, со што имаме и добивка од 258.091 денар, на кој што треба да платиме нормално и данок. За плати на вработените се 6.761 денар, 123 денари, за регрес на годишен одмор 123.723 денари, амортизацијата е 881.149 денари, имаме за гориво 70.000 потрошено, за материјали за чистење и одржување 60.211 денари, за вода и канализација 106.196 денари, потрошена електрична енергија 135.700. Тоа е за надомест на членови на управен и надзорен 488.000, банкарски услуги 24.588. Тоа е. У позитива сме, не сме у минус. Добро. Благодарам. Дали друг ба разбор по однос на оваа точка? Доколку никој не ба разбор, 13 точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 14 точка. Извештај годишен за финансиско работење на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за период од 1.1.2025 година до 31.12.2025 година. Архивски број 0225/2 од ден 4.2.2026 година. Дали некој ба разбор по однос на оваа точка? Јас само сакам да ви известам дека у делот на извештајот од позадина имате табели помесечно колку кучиња имаме заловено, меѓутоа имам тука и една табела, значи од 486 кучиња кои што се заловени, 101 имаме вдомено. Конкретно за општина Росоман 40 кучиња заловени, 26 се вратени на локација, 13 имаме вдомено и едно имаме еутанизирано. Тоа е само да како податок. Благодарам. Дали друг ба разбор? Доколку никој не ба разбор, 14 точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 15 точка. Одлука за покривање на материјална и нематеријална штета и процесни трошоци во судски постапки за медијација против ЗЈП стационар Шепа Кавадарци за надомест на штетно како последица од каснување од бездомни кучиња за период од 1.1.2026 година до 31.12.2026 година. Архивски број 0218/4 од ден 28.1.2026 година, донесено од управен одбор
на ЗЈП регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 15-та точка ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 16-та точка. Одлука за утврдување на вредност на бодот за исплата на плати на административните службеници во заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за 2026 година. Архивски број 0218/3 од ден 28.1.2026 година, донесена од ВД директор на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 16-та точка ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 17-та точка. Одлука за утврдување на вредност на бодот на исплата на плати на даватели на јавни услуги и помошно технички персонал во заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за 2026 година. Архивски број 0218/2 од ден 28.1.2026 година, донесена од ВД директор на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 18-та точка. Предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеност на подрачјето на општина Росован од сите ризици и опасности. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 18-та точка ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 19-та точка. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на управен одбор на ЈПК да Росован од Росован. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор... Како? Повели колешко. Во врска со комисијата сакам на градоначалникот да му упатам прашање по кој критериум ги одбра луѓето, дали е тоа своеволно, бидејќи голем дел од луѓето што беа во комисијата не ни знаеа дека постојат во комисија. Дали се тоа вработени од комуналец, од општината, дали да ми се појасне по кој основ се одбрани? Важи, ви благодарам, 5 минути пауза да се врати градоначалник. Почитувани советници, благодарам на прашањето. Во делот на како избра комисијата, согласно законот, редот на вработените, од делот на Оделението за човечки ресурси и останатите се по предлог на јавното комунално предпријатие. Председателот на комисијата е правник, така да најдобро е целата поставка да спроведува лице кое што е правник. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор во однос на оваа точка? Доколку... Чек сега, 19 точка ти следи промената. Па 19-та, за неја дискутираме. До 20 година комисија за селекција на избор на членови на управен одбор. Одлука за распишување. Чек сега 19-та точка. Добро, ајде на 19. Чек сега. Председателе на 22-та точка повикаме. Напуштам седница. Како? Напуштам седница за вие 4 точки. Повикаме на наредно. Окей, добро. Дали друг бара збор во однос на оваа точка? Кога не можам веќе, мислам не сум разбрана, сакате со сила нешто да ми наметнете, ќе напуштам седницата, па ќе се вратам после. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, 19-та точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? 5 за, воздржани 1. Констатирам дека точката е усвоена. 20-та точка од дневниот ред. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на избор на членови на управен одбор на ЈПК да Росоман од Росоман.
Дали некој бара збор во однос на 20 точка од дневниот ред? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 5 за, воздржани, 1. Констатирам дека точката е усвоена. 21 точка. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на финансиско работење на ЈПК Росуман од Росуман. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 5 за, воздржани 1. Констатирам дека 21 точка од дневниот ред е усвоена. Преминуваме на 22 точка. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на избор на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на ЈПК Росуман од Росуман. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, 22 точка од дневниот ред ја става на усвојување. Кој е за? 5 за, воздржани 1. Констатирам дека точката е усвоена. 23 пауза. 23 точка. Предлог одлука за резервирани средства за експроприација во буџетот на општина Росуман за 2026 година. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Во однос на оваа одлука за резервирани средства за експроприација во буџетот на општина Росума се предвидени 1.940.000 денари за експроприација, тоа е за проектот во втора фаза одводување на Бавчите. Тоа е проект кој што веќе беше распишана јавна набавка, веќе и подпишен договор со изведувачот, општина Росуман изминатиот период изработи елаборат за експроприација. Целата постапка е комплетирана, односно недостига уште оваа одлука која што треба потоа да биде доставена до имотно-правни односи во општината во Кавадарци, кој што треба да ја спроведа, тоа е по Министерството за финансии, да ја спроведа целата постапка со физичките лица. Елаборатот е изработен врз основа на одлуки за вредност на земјиштето на територија на општина Росуман. Согласно тоа потребни се овие средства за да се изврши експроприацијата и да биде комплетиран овој проект за одводување на Бавчите, кој што е во висина од 31 милион денари, финансиран од владата преку Министерството за транспорт и врски. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Ристо. Што не бидам, че ме интересира дали е тука формирана цената за откуп на тоа земјиште и дали при сега вашето доаѓање ги имате разгледано тој проект, дали некаде не може да се направи промена кај што имаме земјиште кои се патиште, кај што може да ги споиме со пат, да не го откупуваме земјиште од луѓето. Благодарам. Почитуван советниче Ристо, во делот на како е проектирано, тоа е проектирано согласно урбанистичкиот план на општина Росуман, затоа што тука не се работи за реконструкција, туку се работи за изградба на нови патишта и мора истите да бидат во согласно со урбанистичкиот план. Урбанистичкиот план на општина Росуман е донесен 2019 година, ако добро се сеќам. Во делот на цената во која е предвидена, тука може повеќе да ви каже Митко, кој што го водеше целиот проект за експроприација и изработка на елаборатот заедно со стручни лица за проценка од Кавадарци. Благодарам. Почитувани, во врска со експроприацијата, значи цената е утврдена од страна на овластен проценител, врз основа на критериуми кои што не се утврдени таму по закон и излезува 11 евра по метар квадратен. Иначе, она што ви беше прашањето, воглавном се експроприираат мали делови од парцелите на собствениците. Најчесто патеките на движење се врз постојните патеки, што тоа што нели потребно проширување и се зафаќа од 2-3 метри квадратни до 100 метри квадратни од парцела. Околу 38 корисници кои што мора собственици им се експроприираат мали делови. Тоа е друго прашање кој има. Благодарам. Дали друг бара збор?
Доколку никој не бара збор, 23-та точка од дневниот ред е ставена на усвојување. Кој е за? 8 за, поддржани нема, против нема. 24-та точка. Предлог одлука за измени на одлуката за извршување на буџетот на општина Росман за 2026 година. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на усвојување. Кој е за? Пет за, воздржани, тројца, против нема. Констатирам дека точката е усвоена. 25-та точка, разгледување на барања од физички и правни лица. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Ајде, пауза. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Во согласно во договор со советниците, врз основа на барањето 08758/7 од 29.2025, бидејќи се работи за сериозна болест, утврдивме дека треба да се исплати максималната сума утврдена со правилникот на општина Росман, тоа е 30.000 денари, и врз основа на барањето 03241/7 од 12.3.2026 година, исто така да се исплати максималната сума согласно правилникот во изnos од 30.000 денари. Благодарам. Председател, вајзно барање е поштено 29.10.25 година. Еднаш не сакам вакви барања да ги чуват у архива и пушто на време. Чиме адресирам до Совет на општина Росман да се идат одма на Совет. Значи, барањето стои во фиока 5 месеци. Доставам на усвојување барањето со број 08758/1 од 29.10.2025 година со износ од 30.000 денари. Кој е за? Едногласно, 8 за, воздржани нема, против нема. Исто така уште едно барање 03 со број 03241/1 од 12.3.2026 година со износ од 30.000 денари. Молам да кренат рака, кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. Барањето на ФК Росман за финансиски средства на ФК Росман 83. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Ново барање. Повели колега Владко. Минатата година за ФК Росман беа изгласени 900.000 денара, колку се сеќавам, сега барат 1 милион. Мислам дека сумата е преголема и ФК Росман треба да поднесе отчет тука, значи така треба да каже кај до сега ги истошиле парите, па после да видиме колку пари треба да му дајеме. Океј, благодарам. Наредна седница ќе имате, ќе побараме како совет отчет. Ева кратко само кажам по ланската одлука. Во однос на ланската одлука која што била изгласана во изnos од 900.000 или беше 950. Кон ФК Росман се исплатена вкупна сума од 650.000 денара, останатиот дел е неисплатен. Односно додека јас кога станав градчалник беше делумно исплатена, другата беше доисплатена до нова година. Во текомната година ја доисплаќаме таа одлука за да можеме да го одржиме клубот. Но треба да упатам еден апел, еве јавно и пред медиумите, да се приклучат и приватни фирми кои ќе помогнат да клубот функционира стабилно. Нареден период ќе пробаме да го реконструираме стадионот, да се набават нови седишта, но треба и фудбалерите малку посовесно и по разбрано да функционира овој цел процес на спортот во ФК Росман, односно фудбалот. Така да се надеваме на поддршка на оваа одлука. Барањето можеби е големо, но тоа се вкупниот трошок за цела сезона, колку што сум известен од председателот на клубот. Во однос на тоа колку ќе му обезбедиме средства, оставам да продискутираат советниците. Благодарам. Дали друг бара збор? Колега. Почитуван градоначалник, почитуван председавач, почитувани советници, мислам дека председателот или раководството на клубот би требало брзосно, мислам како подкрепа на ова барање, достават и
план за потребите на од овие средства, за што се наменети, а не само ова кругла бројка од милион денари. Значи, не знаеме што ќе прават тие со овие милион денари. Океј, благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, барањето за финански средства на ФК Росман 83 го ставам на гласање. Чекај. Значи има Ајде пауза. Дали друг бара збор во однос на ова точка? Доколку никој не бара збор, предлогот на колегата Владко го ставам на гласање. Кој е за? Гласно 8 за, воздржани нема, против нема. 26 точка, одлука за кофинансирање на проект чиста и уредна рурална средина преку набавка на контејнери на општина Росуман. Дали некој бара збор во однос на оваа точка? Јас добро разложувам кратко. Почитувани советници, Министерство за локална самоуправа објави два повици. Тоа се намалување на диспаритетите меѓу регионите во Република Македонија и проектите објавени од Биро за регионален развој за специфични развојни потреби, развој на селата и урбани подрачја. Согласно поделбата на финансиските средства со останатите граначалници од Вардарски плански регион, општина Росуман одлучи во делот на диспаритетите да конкурираме со цистерна за перење на улиците, која што ќе биде мобилна и ќе се закачува на новиот трактор. Тоа е тракторот кој што го поседува комуналното предпријатие, воедно набавка и на мулчер, рака која што ќе одвижи мулчерот и набавка на опрема за кастрање, тоа се овие пилите кои што ги користи Македонија пат. Додека во развој на селата, изминатиот период утврдивме дека има потреба од набавка на нови контејнери, за да можеме побрзо и поуспешно да го собираме сметот, затоа што по реакција и на вработените во јавното комунално предпријатие, бидејќи голем број на граѓани користат од металните буриња, ќе мораме се повеќе да набавуваме контејнери за да може да се подигаат со возилото на јавното комунално предпријатие. Така да овој целиот проект ќе кошта околу 986.000, 500.000 денари ќе кофинансира општина Росуман, 486.109 денари се од Бирото за регионален развој, а во останатиот проект цистерната за перење на улици кошта околу 22.000 евра и мулчерот со раката која што ќе го движи и со пилите кошта околу 13.000 евра. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, 26 точка од дневниот ред ја ставам на усвојување. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. 27 точка, советнички прашања. Дали некој бара збор? Повели колега Лорко. Прашање до градоначалникот. Градоначалниче, улиците во Манастар се прават. Зошто не се работи моментално? Зошто не асфалтират? Значи 10 дена нема никакви активности. До кога е рокот да се асфалтира? И зошто е оставена така луѓето по таа улица да едноставно прашина да гатат? Благодарам. Не сум информиран за рокот, затоа што не се работи за јавна набавка спроведена од општина Росуман. Проектот е тендериран од Министерство за транспорт и врски преку Светска банка, фирмата изведувача Стентон градба. Јас ќе преземам обврска веднаш да се јавам, да се информирам до кога ќе биде и за колку време. Мислам дека од нив бев известен дека веќе се при крај работите и дека за брз временски период ќе се асфалтира улицата. Не сум известен и за застој дека една недела не се работи, ќе ви информирам одма веднаш. Значи има една недела повеќе и повеќе не се работи, значи се вози со огромна брзина за тампониране улицата, тампониране. Шахти има недоправени, а нема активности. Значи секојдневно луѓето се бунат, значи прашиме колку сакаш. Мислам дека временскиот период за изведување е многу краток, а фирмата има 48 општини кои што треба да направи улици. Се јавам веднаш после. Има време, треба да си прска со цистерна, значи до асфалтирањето, а не да остави така улиците и да ги нема. Готово, ќе се јавам одма после седница и ќе ви информирам. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Јовица. Почитувам градоначалниче, се работи за чистење на просторот наречен Душан Чиреч горе. Дали за чистењето на овој дел е спроведена постапка, односно тендер,
и ако има таква, да ни кажете кој е тие. Јавна набавка не е спроведена, туку се работи од оние средства кои што имам право како граначалник до 1000 евра да ги користам. Поради брзината мораме да го чистиме барем предниот дел, се работи за локална фирма наша од Росоман, се работи за првиот дел кај што се првите 5 плаца за да можеме да овозможиме снимање на теренот и изработка на проектна документација за фекална и за водоводна линија. Тие се најнеопходни за да можеме да почнеме со продажба на парцелите. Во другиот дел не знам, тоа беше прашањето. Лака, во делот на продажбата многу зависи, моментално се прави проектната документација за вода и за канализација, така ќе и пуштам и парцелите. Искрено, јас не знаев во колку лоша состојба кога ги тргнаме првите гранки, видоме дека натаки има објекти кои што треба да се изнесат од таму, да се израмне просторот, така да за овие 77 парцели ова е долготраен процес што може би ќе трае 5-6 години додека целите се продадат и додека за сите се изработи комплетна документација за изvedба. Бидејќи без да пуштиме водоводна и фекална линија не можеме да ставиме на продажба плацеви, од причина што како во законот е наведено дека во првите 2 години мора да изваде градежна дозвола, а во наредните 3 да почне да го гради објектот. Да не се доведеме во ситуација да утре имаме проблем. Инаку и наредна фаза планираме и гумењето тука што е слободниот празен простор да проектираме 5 градежни парцели и таму да се изврши продажба, таму е полесно за тоа што има водоводна и канализациона мрежа. Ви благодарам. Дали друг бар разбор? Повели колега Ристо. Сами чек на случајно. Дека 7 ми текнули. Ако ти текне, нема да пишуваш. Градоначалниче, другото ќе го напишам во нагоре, нема да го прочитам, ќе го чувам за друга седница. А сега сакам само да, како предлог, да ти помогнам малку, пошто превише се сликате со директор на комуналното да го чистите во околу Росма. Дај ојде до Скопје да ги имате вашите министер, премиер, да направите некои проекти што ќе бидат користни за општина Росма. И првиот предлог мој би бил да побарате да се асфалтират полските патишта кои би биле користни за нашите граѓани. Затоа да речеме поедем секој пат што го имаме горе по 300 метра да биде асфалтиран, тоа ќе биде добар проект. Да побарате општинска сала, затоа што луѓето што видат тука во оваа школска сала што е направена многу одамна, спортуваат и таа мала, немаме услови во неја да се соберат повеќе луѓе, затоа што нема трибини, или па да побарате пари да се направат трибини на таа сала. Че тоа е како предлог. И уште едно би ви помогнало за да може да имаше еден направен проект на времето пред 8 години од железниот мост до мостот доле на Црна, да се по десната страна, гледано од оздола нагоре, да се направи патека, пешачка патека со велосипедска патека, каде ќе заштите зоната на реката. И тие проект би бил многу користен и за граѓаните и за нас општина како општина, да не може повеќе да копа реката во нашиот дел на општина. Благодарам. Благодарам. Дали друг разбор? Благодарам советниче Ристо. Почнувате ме бендисувате со идеите, дај Боже да ги исполнувате предходните 4 години овака. Супер, одлично е. Во делот малку ќе биде посериозен. Во делот на спортската сала, оваа спортска сала е изградена преку Министерство за образование. Тие беа такви спортски сали кај што немаше трибини. Јас се ставам некоја врска да поразговарам со министерот за спорт, така да се надевам да ќе идеме на разбирање. Во делот на сликањето, добро е се сликаме со багерот, конечно работа за општината, не корне корења по нивите, не рамне бавчи, не праве плацеви, тоа е добра работа. Бев поборник и како опозиција и како власт за тоа багерот да прво не прави конкуренција на приватниот сектор, второ, у 4 месеци багерот не е застанат за работа за општината, гледаме дека има работа уште и тоа ќе има уште многу за општина Росоман. Наредна фаза ќе мораме да работиме на полските патишта, се согласуваме дека сите полски патишта се во лоша состојба. Големи врнежи, дожд, посебно оваа година можеби рекордни беа.
така да ќе се потрудиме да почнеме да ги санираме, тука да побарам помош од локалното население, заедно да ги работиме. Друго прашање, не знам кој беше, за реката. Тоа беше еден мој предлог, проект уште пред 7-8 години. Предлог беше, не помина на седница на Совет, ако се сеќаш. Никогаш не е изработен проект, се направи од другата страна на реката. Како се направи, не знам, пошто е вон урбанистички опфат, во потек на речно корито. Комплицирана ситуација, за тие се познавачи на урбанизмот и градежништвото. Треба да знаат како се издава градежна дозвола, каде што нема градежен опфат. Благодарам. Благодарам. Ајде, повеќе. Да го вратим на граничаните, за тоа што мало. Граничаните не сакат да те чепкам цреков, да озгоре имам многу повеќе напишано и повеќе спремано. Од луѓето, од селаните, добив од сугестија од нив, вика, вие човек го гласаме за градоначалник, вика, или за директор на комуналното. И мене малку тука ми дојде до горника, викам, сега чек градоначалникот, директор на комуналното. Зошто, кога ги видов сликите, објавите и сватив зошто тоа, значи ви секој користење се сликате со директор на комуналното. Тај оди малце, биде градоначалник. Тргни напред и прави проекти да видат селаите како се прави. А со чистење настојаш ме чистен нека 20 метра, ништо не прави брат тоа. Толку од мене. Благодарам. Дали друг разговор? Ме направите горд да видам и ете, нека бидам и директор на комуналното, не ми е проблем. Тоа гордост ми е кога ќе отидам дома да се отидам со мацани чевли. Да градоначалник си, не се И благодарам. Повеќе. Градоначалниче еднаш позади камери ви дадов еден предлог идеја и сега мислам дека е баш моментот за патеката. Патека, нели, за пешаци имаме скоро до крајот на пазарот, до Кицто, до влезот на плацевите што ќе бидат до Душан Чирич. До Синсиритас во соработка знам дека убаво функционирате, се разбирате, нели, општествено одговорен бизнисмен за настанот за нова година што беше. Има апетити да се плате. Мислам дека во соработка општината со газдата на Синсиритас и онака гледам дека веќе има дојдено блиску до бензинската, нели, ги има купено нивите. Не би е лошо една патека, може да биде тоа и како улица, не знам како ви е замислено, меѓутоа кога одам пешки натаму е многу тешко за движење. Не се безбедни луѓето, а немаат превоз и некои од такви причини не прифаќаат работа таму. Па голем дел од луѓето иницират, ако може, барем и тоа, не знам дали има 800 метра, така нешто кажано, до 1 километар, ако можете тога се, додека е раскопано и додека се праве, некој проект во тие дел, мислам дека ќе биде паметно и да остане за доброто на селаните пред се и на фирмата која што тука гледам дека инвестира и најверојатно може и сожителство ќе биде тука. Ајде, ви благодарам. Се согласувам советнички и во неколку разговори што ги имаме со газата на Синцеритас, истиот и самиот се понуди за изградба на велосипедска патека до таму, но едини проблем може да видиме со критериумите околу магистралниот пат каде треба се движи. Сега го рачистиме тој дел од стопанството до триаголникот, не се 20 метра, господин Ристо, таму веќе 500-600 метра, а навеќе 20. Па добро, наму 500, ваму 20. 520. Ќе продолжиме да го чистиме и натаки, и лево и десно, да возможиме од двете страни на патот да се чисте правопросторот, да можеме да видиме кај да се постави таа патека, така да наредот период ќе разговараме и со јавното предпријатие за државни патишта, да видиме со возможно каде би се поставила, бидејќи мислам дека докај Црна река е критично, после може од позади да се оде по другиот пат. Дека на горната страна е подобро. Да, ќе видиме како ќе биде ситуацијата така, и до некаде ни урбанистички план натаки е надвор од урбанистички, како ќе биде со согласности. Благодарам. Добар предлог, како е. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, со ова го стрбивме дневниот ред и ја затвараме седмицата.